Високите температури причина за зачестените пожари во општината, кои најчесто се на отворен простор и се предизвикани од невнимание на човечки фактор. Кочанската единица за противпожарна заштита подготвена за справување со пожарите. Поради топлото време кое што го зафати регионот, односно Република Македонија, со тој и општина Кочани, територијалната противпожарна единица на општина Кочани брои неколку интервенции во текот на денот, односно почнувајќи од почетокот на овој месец до сега имаме 26 интервенции, што отприлика значи дека во текот на денот имаме дури повеќе од еднаш излегување. Најверојатно како резултат на високите температури, како што рековме, но и најголем фактор секојаш представува човекот, невниманието, секојаш доведува до појава на пожари. Материјалната штета направена од пожарите на територијата на општината Кочани и соседните општини Зрновци и Чешиново Брешево е голема. Последните интервенции што ги имат територијалната противпожарна единица од Кочани се за жалба непосредна близина на градот, односно на општината, меѓутоа не е за занемарување бројот на интервенции што ги имаме на територијата на Чешиново Блешево. Што се однесува до материјалната штета, се работи за доста голема површина што е пожарена во дел од овие интервенции, но исто така има и големо оштетување на пчелни семејства и останати земјоделски површини, што секако треба надлежните органи да си ги кажат последниот збор, поготово кога се станува збор за пожарување на вакви поголеми површини, каде што има и доста материјална штета. Сето тоа значи останува на институциите да го спроведат нивниот увид, да излезат со конечни резултати од тоа колка е материјалната штета и кои се основните причинители за појавата на овие пожари. Останува апелот на територијалната противпожарна единица на Кочани за внимателно движење низ планина и палење оган на отворено. Посебен апел до граѓаните секогаш, поготово на ова топло време, да избегнуваат палење на оган на отворен простор во било какви услови, затоа што и најмало невнимание може да предизвика пожар од поголеми размери. Што се однесува за движењето во шума, односно поготово избегнувајќи ги овие високи температури што ги имаме во текот на денот, би можел да кажем дека во претходните години владата излезе со неколку препораки за забрана на движење во шумите, поготово на вакви високи температури, така да мислам дека најдобра превентива за зачувување на шумите во овој случај една ваква препорака. Пожарите во Кочанско најчесто се предизвикани од невнимание на луѓе кои фрлаат од пушоци од цигара и палат оган на отворен простор.